Добро утро и од мене, добре дојдовте во најновото издание на Магазин, а овој вторник, на моје големо задоволство, го пречекуваме младиот и перспективен актер Никица Јанковски, со кој зборуваме за наградата која што ја освои на Денови на комедија, фестивалот во Куманово. Ни раскажува за впечатоците од таму, за посветеноста кон оваа професија и работата во Кумановскиот театар, па затоа останете со нас за еден убав разговор, да проследите заедно со мојот гостин. Добре дојдете. Добар ден, добро утро. Така, како за кого? За некој добар ден веќе. Чест ми е што денеска сум овде и ви благодарам за поканата. Драго ми е што си тука и некако се погоди и месецот предминатата година. Пред 2 години беше токму во октомври. Тие се месеците за фестивалите, за наградите. Ова не ти е прва награда, нели? Тогаш ми беше баш поводот беше награда, па еве и сега, но така, за нешто друго сега поразлично. Така е, да. Фала му на Бога, втора награда е за млад актер. Еве оваа година имав таа чест на Денови на комедија на фестивалот да бидам награден за млад актер на фестивалот и така една посебна радост ми е, посебно задоволство ми и искрено морам да признам дека многу се радувам на наградата. Треба, честитки. Да, ви благодарам, да ви се враќа со добро. За представата Разбуди се Тина. Така е, Разбуди се Тина е последна представа на театар Куманово, мислам од продукција, сега во подготовка уште една представа. Разбуди се Тина е, морам да признам еве вака пред целата јавност, дека една прекрасна представа со една прекрасна екипа на млади актери, на чело со режисерката Таневска, која што верувате дека имавме еден прекрасен процес, многу убава енергија во процесот, во подготовката, целата подготовка течеше во една прекрасна енергија. И така, со едно големо задоволство ја играме, еве веќе можам слободно да најавам дека утре сме во Свети Николе гостуваме. Веќе представата мислам дека направи трета или четврта изведба на репертоарот на театар Куманово. Салата ни е полна. Од тоа поголема среќа нема. Браво, и ете и штом поразлични градови веќе тргнавте, може да направите една мини турнеја низ Македонија. Па видете, ја бараат представата, затоа што, знаете, се слуша гласот е најдобриот маркетинг, тоа вие најдобро го знаете всушност. И така, се слуша дека е добра представата, не викаат, не канат, и се радувам кога ќе видам полн салон, полна сала на театар или кај да е. Например, во театар Куманово салонот се бара карта плюс, полн, постојано. И тоа е она за што се бориме актерите, тоа е она што носи радост. Треба да се погледа. Да, Питер Брук знае да каже дека театарот еден треба да игра и еден треба да гледа, да, токму така, но знаете, ако играте пред една полна сала, пред полн салон, едно посебно чувство за еден актер, еден посебно, за кога ќе го слушнете оној аплаузот, знаете, ја храни душата. Како да не, секако да. А ти исто така напиша на социјалните мрежи дека оваа награда ти е од големо значење, но не само лично за тебе, туку некако за целата екипа, за целиот тој проект, дека го доживуваш како голем успех и за понатаму, за воиднина, за работа и посветеност. Така е. Кон театарот. Така е. Добро сте забележале. Една, како што кажав, прекрасна екипа на театар Куманово, која што многу ми значи. Затоа што е млада екипа, вредна екипа која што многу ја сакам. Колку актери се? 8 актери се вклучени во представата. И не само актерите, туку целиот тим кој што е позади сцената, на чело со нели целата управа и сите внатре, кои што несебично се дадоа како за сите проекти други. Тоа е она што многу ме радува. Морам да бидам искрен. Затоа што, видете, да не беа тие луѓе, да не беше таа представа, да не беше тој фестивал, нормално денеска можеби немаше да бидам тука и немаше да зборуваме за награда. Да, па тука се и режисер, сценограф, костимограф, многу луѓе кои што во позадина можеби ете публиката не ги гледа, некако се во сенка, но сепак се посебно значајни, се знае, знаете. дека Во театар сите имаат голем удел, затоа што видете, без сценографија, како што и вие овде во студиото, не можеме. Без костимите не можеме. Без режијата, па ниту најмалку. Да. Кое што исто морам да споменам за Драгана, дека беше
прекрасно направивме, прекрасна представа со нели тоа го докажува и публиката, го докажува и фестивалот, знаете кога се бара карта плюс стоја редици за премиерата за театар Куманово, сите стрпливи чека. Таа ви избра вас како имаше некој кастинг или видете, Драгана како се додели улогите? Видете, не работи прв пат во Куманово. Секси лаги, за секси лаги исто така имавме голем успех. Тоа е една представа со која што земавме најдобра представа на фестивалот. Мислам дека беше 2023 година, ако не се лажам. Потоа љубовна терапија ја работевме, па лани веќе имавме друга представа со друг режисер, но еве оваа година работевме повторно заедно и така се радувам кога се среќаваме на сцена постојано. Да, можеш ли да ни откриеш малку околу тематиката, содржината и твојата улога, како се соживуваш и подготвуваше за неа? Вака се случува во еден стан. Еве накратко, само нема да откривам, ќе ги поканам после вашите гледачи да ни бидат гости во театар. Се случува во еден стан каде што мажот, всушност нашиот другар, ги праќа на одмор во Маврово неговата сопруга и неговата баба, всушност мајка ѝ, да отидат на одмор за ние да се собереме да правиме една дружба со девојче кое што е договорено нели да снима филм со ваква една телевизиска опрема исто користам. Сега ги гледав камерманите ваши и се посетив на улогата. Така да, ете, тоа е на кратко приказната, па натаму не би сакал да откријам, но јас сум во улога на Томица. Томица е еден камерман кој што доаѓа чекајќи да го викнат дур да си заминат бабата и мајката од станот, веќе за жал се поднапива и тоа добро онака се поднапива. И така доаѓа пијан да снима. Па сега натаму знаете, можете да претпоставите како е да снима. Сигурно комични моменти. Да, но не престанува аплаузот, не престанува смејата, постојано има на отворена сцена аплауз и смеење. И ете, ја користам приликата да ги кажам на вашите гледачи, на вас лично, да ве поканам да видите дел од нашиот салон на кој што ќе бидеме многу радосни ако ни бидете гости. Ти благодарам, баш би сакала да го видам ова. Ете, освен тие комични моменти на сцена, имаше ли во позадина, зад кулисите, нешто интересно, некоја анегдота што можеш да ја споделиш? Сигурно додека сте подготвувале имало. Секогаш има, знаете. Се случува, јас дури себе моментално не ми текнува, но има безброј. Верувај дека има безброј. Не може сега во момент да ми текнува. Дали некои реплики или не, знаете, се случува нешто интерно, шеги некои. Баш оној пат на една од последните проби има едно тропање на прозор, знаете, се слуша нели шлагвордот што треба, и сега јас сум позади и треба да бидам мокар затоа што нели излегувам на дожд. И сега веќе затоа што крпата ми е стајна на уши, не го слушам. Не го слушам тропа шлагвордот, а веќе треба да тропам. И едно време сите колеги се ангажирани, сите тропа. За да слушнеш. Да, за да слушнем, не за да има веќе логика онако. Да. Што е на сцена. Излезе ли? На крај ги слушнали? Да, ги слушнавме, но среќа тоа се случи на проба, но знаете, пробите се затоа, за да си пробаме, за да знаеме, нели, за да се сгреши, за да не се повтори. Колку време ти требаше да се подготвиш за тој лик? Сите тие проби и подготовки, дали и дома може би си вежбал, си влегувал во ликот за да ти биде полесно? Искрено морам да признам дека да, и дома вежбам, но и многу наблюдував. Затоа што јас не сум пијани луѓе наблюдуваше? Да, буквално така, затоа што во принцип не сум човек кој што конзумира алкохол, веќе не. Веќе не? Да. До кога конзумираш? Конзумирав до пред некоја година, така да сега мора да сме во минатото. Тоа не се коментира. Па ете ќе се присетиш на тие моменти. Да, и затоа дома го вежбав нели тоа, но и некако ги наблюдував луѓето од страна и тоа исто многу ми помогна, но морам да признам дека и колегите има голем удел во сето тоа. За помош, нели, за насоки од режисерот. Вака доста комплексно. Искрено тоа го кажав и на пресконференцијата на представата, дека воопшто не беше лесна задачата, затоа што да играте еден пијан човек. Јас не знам, јас исто така потенцирав дека
тешко име на оние, стварно сега ги разбирам што седат со пијани луѓе, знаете. Да се истрпат. Да се истрпат, затоа што видите да направите една доза на пијанство на еден лик кој што е сат и 30 минути на сцена. И цело време е пијан? Да, па скоро при крајот веќе се отрезнува, знаете, мора да има еден пресврт, нели целата приказна. Е навистина тешко. И тоа сега го сватив. Инаку сум играл еден пијан лик на академија, тоа од пиесата Пијани. И знаете дали тогаш во академските денови така се снаоѓаш, нели, па ќе пробаш, ќе се напиеш, ќе видиш, Знаеш како е. да знаеш како е. Но сега еве вака доста се измачив но еве, нели секој труд се наградува и тоа Така е. сум многу среќен, фала му на Бога што ја имам таа чест да имам оваа награда на која што пак ќе кажам, пак ќе повторам дека многу сум радосен и многу ми е драго. Особено што ете во твојот град. Така е во мојот град и тоа сакав да го кажам дека тоа е фестивал со кој што сум израснат. Тоа се денови на комедија, јас буквално израснав на фестивалот, израснав во тој театар, во кој што сега земав награда и кога се спуштав да си ја земам наградата, седев во гледалиште, верувајте, се наежив 3 пати дори да стасам до сцената. Мислам дека сцената како едно 5000 километри ми се причини дека е далеку. Знаете со тој аплауз, кој што верувам дека сте го виделе и тоа видео, толку ме направи среќен, ме возбуди, затоа што од друга страна ме знаете како да, Никица, детето на театар, но оваа награда која ми ја дадоа, знаете, ми даде еден огромен терет, дека треба да имаш една одговорност натаму, што правиш. Знаете, веќе се игра и во други представи, ме покануваат да играм во други представи и се помалку некако си дозволувам да бидам онака, сега текстот, знаете, што во принцип не го правам. Не го правам тоа да одам со ненаучен текст или Така. Но знаете, уште поголема Одговорноста се зголемува. Да. Затоа што имате награда за најмлад актер на фестивал кој што трае 28 години. Тоа е едното, другото е имате колектив кој што е прекрасен и кој што во било кој момент можете да го зезнете на сцена, тоа е колектив кој што не заслужува да биде зезнат, искрено. Напротив, заслужува да биде награден, како да кажам. Така е, да, па едни од други зависите, секогаш. Така е, театарот Кога е е тим во колективна прашање, игра. кога е екипа, да, не може секој сам да биде. Така е, театарот е колективна игра, морам еден за друг да работиме. Ви се случило така да си подпомогнете на Секогаш. сцена? Да. Секогаш. Дали некој ќе заборави текст, Се случува, реплика знаете, или блокада, нешто ќе се случи? живи луѓе сме Технички ние. проблем можеби. Да, се случува, како не. И тоа се мора да биде дека како да не се случило, публиката како да не го видела тоа. И сега макар до сега се случило тоа никој да не го препознае, никој да не го види од публиката да се ужива, а ние да си ги работиме задачите внатре во представата, да си ги бркаме проблемите. Ако не дај Боже, нели велиме, се случи нешто, дали технички, дали со нас ќе заборавиш некоја реплика или ќе се збуниш нешто. И какво е чувството после представа? Дали некако како товар да ти паѓа, дали си исцрпен, уморен од сите тие некои ситници кои што можеби ќе се случат, а публиката не ги забележува? Додека трае представата, бидејќи сигурно и притисок на некој начин, кога си во живо и глумич, нема враќање. Ние сме постојано во живо. Да, нема таму враќање. Нема враќање, таму веќе отиде. Враќање следната представа. Следната, да. Но видете, Сигурно е одговорност. Одговорност е. Јас не сакам и гледам да не ми се случуваат некои такви мали условно ќе ги кажам лапсуси. Но ете, знаат да ми се случат. Верувај дека имам грижа на совест кога ќе ми се случи. И тоа толку силна, што би сакал во момент тоа да го исправам. Знаеш? За да некако не сакам да ми се повторува и внимавам. Внимавам. И јас и моите колеги внимаваме. Но ете, некогаш знае тоа да се случи. И многу чудно е за мене кога ќе ми се случи пример на некое место, пример некаде да сгрешам, дали? Не ми се случува втор пат тука да сгрешам. Знаете, пошто некако си внимавам, си пазам. Си знаеш Да, подобро. да. Ете, тоа е нормално. Да.
И да се сгреши и да се поправи. Јасно, тоа јасно. што се сгрешило претходно. Во моментов работиш и на нешто ново? Така е. Подготвуваш и друга представа? Така е. Подготвувам и друга представа во продукција на Театар Куманово исто така. Тоа е Сакатиот Билиот и Нишман, еден прекрасен текст на еден прекрасен автор, тоа е Мартин Макдона. Во која што исто играм многу убава екипа, повторно млада екипа, која што верувам дека ќе направиме една добра представа која што ќе остане долго на репертоарот на Театар Куманово. За премиерата не знам се уште кога ќе биде, но се надевам. Не е официјално. Не е официјално уште, но се надевам дека наскоро ќе дознам и ќе бидете известени како и секогаш. А нешто повеќе околу ликовите? Можеш Па еве, да не откривам многу, оти се уште представата е во подготовка, па нели сме на во различни насоки како ќе движиме, да не откривам за подетални работи околу тоа. Но ете сепак да работиш и се работи. Да, сега очекувам и уште еден проект, пошто ние секогаш внимаваме и на децата, нели на детската публика. Веќе ни се детските представи ни се постојано на репертоар на Театар Куманово, затоа што нели да си создаваме некоја идна публика. Правите и новогодишни представи. Минатата имаше ти каде што играше? Да, имав, тоа е Веселата шума на Дедо Мраз беше онаа година, сега се надевам дека ќе имаме исто новогодишна, но не сум сигурен да не сега ова е само некоја мала прогноза. Но сакам, знаете, јас не избирам улоги, сакам да играм, секогаш сум за, не ми е проблем, напротив, ми е радост кога играм и кога сум на сцена. А колку е поразлично пред деца? Какво е тогаш чувството? Па мислам дека некако одговорноста е подеднаква, знаете, затоа што детската публика е исто така остар критичар. Не можете баш лесно да ги излажете. Знаете, има наискрени се тие. Наискрени се и коментарите се онака многу поригорозни. Без лакна на јазикот. Без лакна на јазикот, да. Јас морам да напоменам дека имам еден критичар да е внука ми. Што вели таа? Да, секогаш ќе да ти кажам, вуче вака и вака е се. Ваква е работата. Да, значи види, сега ова беше, оти често знае да ги гледа по 2-3 представи една по друга, ден за ден и ќе ми каже, овде вака беше, да знаеш. Овде сгрешивте. И тие совети ги прифаќате, ги слушате, ги применувате? Ги применуваме затоа што видете, тоа е гласот на публиката. Да. Исто така е како што нели ќе ги слушате или ги слушате, се некогаш ни влијае, ги поправаме работите, знаете кој што ни каже, но во принцип јас сум во принцип слушам режисер. Да. Режисер, насока, она што, но нели не ги одбегнувам ниту публиката, оти како што кажав, публиката е гласот, нели, кој што треба да го слушаме. Да, какви улоги најчесто си добила во детски представи или какви сакаш да играш најмногу? Видете, сакам се, но еве сега нешто ако мора да одбереш. Последно играв сега во Свети Николе, пак ќе кажам, тоа е Црвенка, па една прекрасна представа детска која што исто така зема, чинам дека 2 награди на фестивалот Малиот принц, на последниот фестивал не сега, мислам дека онаа година. Го играв Волкот во Црвенка, па во зимската играв Зајчето. Така да некако со Дедо Мразот таа представата, да. Имаше и слики каде што си баш. Да. И сега некако ми е некако сум околу животни. Да. Се надевам ќе влезам. И тоа сосема различни спротивни животни карактери, волк, зајак. Да, но знаете која ќе си заиграте, буквално, затоа што акторот треба да биде дете и да се заигрува со работите. И јас го пазам некако, го чувам детето во мене. И треба, браво. Да, за да некако кога ќе ми го треба на сцена да се излегува од мене и да работим. Добро Волку. Следно животно кое што сакаш да го играш? Не знам што не си го играл до сега. Не знам што ќе биде, но се радувам. Предизвик ми е на секое животно што ќе го играм, ете, така ќе речам. Да. Но сакам сега некако, еве, во Сакатиот Били е така поозбилна улогата, тоа е ликот на Бартли. Така исто е така по дете лик, по детинесто, како да кажам.
и се надевам дека ќе имаме добар исход со тој лик. Ќе има ли црн хумор како и други негови познати представи? Па видете, мислам дека да. Мислам дека да. Знаете, тоа е кај Мартин е просто Познато е. Не можете да го избегнете, колку и да сакате, колку и да се трудите, тоа не можете да го избегнете. Спомна гостувањето, рече Свети Николе, па се сетив и на Прилеп, со како што сакате, со друга представа гостувавте? Да, бевме во Прилеп, прекрасно поминавме на гостувањето. И публиката ја прифати многу представата. Тоа е една представа која што вака доста специфична, која што има не само делови од Шекспир, туку и делови кои што се наши, кои што се вметнувани, направен еден феноменален склоп. И уживаше публиката и таму, и еве кога е на фестивал, кога е на репертоар на Театар Куманово, морам да кажам дека повторно публика има многу, полн салон. И тоа е, знаете, она нешто кое што дава еден добар сигнал, еден добар поттик дека нели треба да се остане на репертоар, треба да се игра представата. Дали ќе биде во Куманово или ќе биде на некој гостување, независно. Но јас секогаш некако инсистирам да имаме многу фестивали. Да играме на фестивали. Тоа е, мислам дека посебно значајно, и видете. Секогаш доаѓаат наградите од фестивалите. Значи сега ако сме играле на фестивал, сме добиле награда. Така ако играме на друг некој фестивал, тоа се подразбира не дека ќе земе награда, но дека имате или потенцијал, веќе кажам, но ќе имате и шанса. Можеби ќе бидете одберени не само дали јас како актер, дали како представа, дали како колектив, без разлика. Оти секој фестивал има различни награди. Но е добро да се игра, пак ќе речам, затоа што играте пред една театарска публика. Пред публика која што, пример ќе речам, нема можност да ве види во Куманово. Нема можност да ве види на матичната сцена. Да, туку на некој фестивал по градовите, да речеме. Да. Мислиш дека треба да има и повеќе фестивали кај нас или повеќе да се игра на оние кои што веќе И на оние што ги имаме фестивалите, но мислам дека треба да се можеби да се направат некои фестивали и за други форми, не знам, но и да излеземе од државава, тоа се подразбира. Да. Тоа е од посебно значење затоа што знаете, ние сме некако амбасадори на културата. И треба, мислам дека постојано да бидеме на фестивали. Имаш амбиции за некои фестивали конкретно надвор од нашите граници? Си размислувал видете, каде во регионот или? Секој фестивал е добар. Еве во Србија имаат искрен ќе бидам прекрасни фестивали. Исто така Бугарија има одлични фестивали. На кои што јас верувам и сум убеден дека би отишле и би издвоиле некаков успех и таму, затоа што знаете, гледајќи ги представите кои што ги имаме сега, дали во момент без разлика како и дали кои што се во тек на подготовка без разлика, се представи кои што имаат како да кажем огромен потенцијал за да добијат дали за најдобра представа или како и да е. Да, па имаше неодамна Рута фестивал и така фестивали каде што соработуваат театри од одличен фестивал е. Држави кои што се тука блиску од регионот или ексју простор, па добро. Ета ти спомна и во Бугарија, зошто да не во Србија или и останатите држави пак од Така е, доаѓаат на фестивал од најразлични места. Кога ќе отидете, ќе ви земам пример, дали ќе биде тоа Белград или ќе биде Црна Гора, значи повторно ќе кажам, ја немате таа публика која што е на матична сцена, која што нема можност таа публика да ве види, да дојде пример дали во Скопје, дали во Куманово, но ако е фестивал, како што кажавме, е уште подобро затоа што тука се запознавате со колегите кои што се како да кажам, од другите места, разменувате контакти кои што се за мене особено важни, со режисери кои што ве гледаат. А кај нас има ли, мислиш, доволно соработка помеѓу нашите театри тука во Македонија, или мислиш дека би требало повеќе да има гостувања помеѓу театри? Јас сум секогаш за да има повеќе, искрено. Секогаш за да има повеќе гостувања, за да има повеќе соработка
И тоа е одлично. Се зближуваат колегите, мислам, гледаат публиката, гледа некоја различна представа. Јас мислам дека треба да има уште повеќе. Секогаш сум за да има повеќе соработки. А се дружат ли кај нас колегите, актери, приватно? Подобро и режисери, нели, и целата екипа како екипа, дали има и приватни дружби? Има. Еве, јас можам лично за себе да кажам, сега не би зборел за другите колеги, но јас стварно се дружам со колегите вака доста. Сега не можам баш со сите, нели, затоа што се, нели, од други градови, ама често знаеме да се слушнеме кога е, дали ќе биде после некоја премиера да се слушнеме како сме поминале или ќе се видиме, па ќе си поразговараме. И тоа е убавината, да си поразговараме за театарот. За мене разговорите за театар секогаш се важни, секогаш се битни, секогаш се радосни кога зборувам за театар. Да, и пред самиот крај би те прашал уште ете како млад актер со големи желби и амбиции, иако досега си играл во различни представи, различни улоги, што е она што ти остана неостварено? Има ли некоја улога која што допрва би сакал да имаш, да играш? Освен животните во детските представи. Тие некако сега ми се така, може и да под одморат. Но еве, немам некоја посебна, секоја улога ми е предизвик да ја изиграм. И стварно, кога ќе земам некој лик, кога ќе ми се додели во театар, се трудам максимално за тој лик. Да го истуркам, онака, буквално давам се што треба од себе, за да биде најдобро што може изигран. Не мечтам сега за некој лик конкретно. Така немаш некој сон, да речеме. Да, затоа што ако мечтам конкретно уште сега за некој лик, па тоа не се остварува, знаете, може малце и да имам и некој контраефект, што не би сакал. Но ете, очекувам да има убави улоги, да има убави ликови, со добри режисери и со убави колеги, знаете како е. Без добри колеги, без добар режисер, не. Па да, како што кажа ти, она добра позитивна енергија се чувствува и е многу битна и за самите подготовки, а и на сцена пред публика, тоа се чувствува, се гледа, се забележува. Така е, многу е важно да имаме добра енергија и во процесот и после, нели, кога се игра представата, премиерата, представите. Јас ти посакувам многу среќа и за понатаму и за сите оние желби кои што ги имаш, да ти се оствари сето оно што го посакуваш, па да се видиме повторно, да испромовираме нешто или пак за некоја нова награда да ти честитаме. Ви благодарам на поканата, чест ми е денеска што ви бев, како што кажав, гостин. И мене исто. И се надевам дека повторно ќе се видиме и ви благодарам воедно што ме следите постојано нели на социјалните мрежи и сте упатена за тоа што го работам. Така е, убаво е што тие пријателства траат и со години, па ќе се видиме секако повторно. А ние, драги мои, продолжуваме со Марија Спасовска, најновата песна од неа, Забрането. Уживајте и останете на сито.